Добре, криптоентузијасти, повторно назад во Малта, повторно назад на нашиот канал. Така да знаете и сами, беше доста долг период, да знам, не сте навикнати, со оглед на фактот дека имавме по 7 дена 7 видеа, но нели, назад сме, не се секирајте, почнуваме повторно со работа, денеска се снимаат 3 видеа, меѓу кои ова е првото понеделничкото видео, тоа е нормално вести за макроекономија и биткоин, а нормално денеска ќе биде исто така снимено и видеото за техничка анализа. Значи ова видео кое што треба да го гледате, кое што ќе го гледате нормално во понеделник, утре, ќе биде достапно на нашата Patreon заедница уште во недела. Уште една, значи тоа е поентата на Patreon заедница да ги добива сите овие материјали порано. Значи имаме многу да речам добро организирана недела, има многу информации, значи не знам од кај да почнам, така да видеата ќе бидат доста долги и полни со едукација, но на кратко пред да почнеме, знаете и сами секогаш имаме еден мал увод во тоа што се случувало, што ќе се случува понатаму и нормално мораме да започнеме со нашата навистина успешна би рекол посета, офлайн митап со нашата презентација во Велес. И повеќе од 400 души ви благодарам на сите. Да, знам, некои од вас беа малку лути затоа што немаше доволно место. Само една работа ќе напоменам, значи ако се сеќавате, ние со месеци зборуваме дека секој што доаѓа треба да се пријави. На крајот ние имавме пријавено дека ќе дојдат 200, се појавија повеќе од 400 луѓе. Јас сум многу задоволен за тоа дека имаше навистина многу луѓе кои што дојдоа на нашиот настап, но за жал, значи местото кое што беше предвидено за 300 луѓе. И ние добивме 400 луѓе. На крајно задоволство наше на крајот од денот, за жал, не можевме да организираме ништо подобро со оглед на фактот дека ние не можевме да представиме дека ќе дојдат дупло повеќе луѓе од тоа што се пријавиле, се разбираме. И затоа јас се извинувам ако беше да речам нели недоволно простор, на крајот од денот треба да не разберете, затоа постојано зборуваме, ако доаѓате, ќе ве замолам да го пријавите вашето присуство за да знаеме нормално колку луѓе да обезбедиме во оваа ситуација за нашиот настап. Така да, следно веќе почнавме со работа, значи се планира организирање на криптоконференција во Велес. Значи работиме на случајот, веќе се разговара со одредена компанија за технички што ни е потребно околу бимови и таква работа, ќе биде потенцијално на отворено. Значи наскоро ќе аплицираме до самиот град Велес да ни дозволи потенцијално да го користиме амфитеатарот во Велес. На тој начин нема да бидеме ограничени со место, ќе има доволно за сите и ќе биде од јавен карактер, како и секогаш знаете дека ние за нашата едукација не наплаќаме. Кемиџијата ја споделува својата едукација секогаш бесплатно со сите македонци. И ова е како да речеме интересен рил кој што го направив за случувањето, односно како изгледаше самиот настан, чисто да погледнете, да видите дел од атмосферата, значи повеќе од 400 луѓе. Значи јас бев крајно задоволен, благодарам на сите кои што дојдоа, благодарам за вашите нормално поддршка, како и некои мали детали кои што ги оставивте за мене, посебно ми остави впечаток онаа блуза со како држам пегла и ги пеглам Герет Соловеј и Бенџамин Коен. Морам да признаем еден од најоригиналните поклони. Само сакам да го замолам, значи да, навистина добивме поклони, ви благодарам, нема потреба, верувајте ми, значи јас ги ценам од срце, ништо од тоа, дали било шише алкохол, дали било нешто, се е зачувано. Верувајте ми, кога ќе дое ред да имаме соодветно големо студио, се ќе биде поставено нели соодветно на свое специјално место. Само сакам да се обратам до лицето кое што ми ги даде двете книги за Егејска Македонија. Само сакам да знам дали е тоа авторот на овие две книги. Му благодарам многу, верувам дека ова е поради мојот активизам на некој начин за жртвите и геноцидот во Егејска Македонија. Му благодарам уште еднаш од срце, тие две книги многу ќе ги ценам и ќе стојат на почесно место каде и да сум, нели,
без разлика канцеларија или дома. Само сакал да се заблагодарам уште една, значи доколку е тоа авторот би го замолил да ни пише во коментар, би сакал да имам директен контакт со него. Во иднина ако нешто, нели, ни е потребно потенцијално да искористиме материјал од човек кој што очигледно знае многу повеќе од мене за овој геноцид, така да уште еднаш му благодарам од се срце. Сега во однос на моменталните случувања оваа недела, знаете и сами сето тоа го правиме демократски, уште пред неколку дена беше дозволено да гласате со цел да можеме да определиме што ќе биде и како ќе биде, да речеме, оваа недела во однос на материјал. Значи ова се гласањата во однос со тоа, нели, како ќе изгледа самата недела, со тоа што, значи, најдемократски, прво уште во недела, тоа беше од текот на вчерашниот ден, верувам дека сте го погледнале, доколку не сте го погледнале, техничка анализа на пазарите детална, веќе е направена и достапна на нашиот канал. Дополнително во однос на оваа тековна недела почнуваме со денешното видео, а тоа е нормално вести за економија и биткоин, нормално според вашите гласови. Потоа продолжуваме со многу битен лайвстрим за геополитика и крипто, многу случувања, многу битни случувања, би рекол уште еднаш, со оглед на фактот дека на крајот од денот, значи, овие случувања моментално го диктираат редоследот на се што ќе видиме во светот во оваа година и понатаму нормално, значи тектонски поместувања и, верувале или не, но овој лайвстрим во текот на утрешниот ден би ви препорачал на вистина, без деца, без северџани, значи пак ќе напоменам, има доста што да се зборува, значи лайвстримот и материјалот се веќе подготвени, така да нека му мислат оние кои што го гледаат, а не, знаете како, време е сега да видиме тоа што го зборувал гемиџијата во последните 2 години, дали се реализирало или не, посебно со последната посета на JD Vance во Минхен и со новите случувања околу разговорот помеѓу Трамп и Путин. Нешто ќе спомнеме и денес, затоа што е поврзано со макроекономијата, но генерално очекувате кога ќе биде бомбастичен лайвстрим. Среда ќе одмориме со цел да припремиме и понатаму други материјали. Четврток Altcoin Invest и петок ќе добиете гратис видео и значи не беше дел од предложените, но навистина сакам да го обработам Gnosis Pay како проект. Сабота ќе имаме неделен лайвстрим, тоа е стандардниот техничка анализа лайвстрим каде што ќе разговараме за лов на врв. И недела очекувате Liquid Staking, исто според вашите гласања, да објасниме што е ова, каков поиме и што нормално представува. Како што кажеме, денеска гледате макроекономија и Bitcoin вести. Со тоа што 26 февруари ги повикувам сите македонци кои што се во Малта да дојдат да ни се приклучат на уште една сесија во Crypto Hub Малта. Тоа е 8 поред, каде што ќе разговараме за биткоин против војната. Значи ова е материјал кој што веќе го имате на нашиот канал и е еден од најдобрите што некогаш сме ги направиле, најоригинални. Значи ова е чисто наше истражување и верувам дека ќе ви се допадне, доколку не сте го погледнале, погледнете го. Вака многу и лесно може да го најдете видеото. Значи јас ќе го оставам во коментар во дескрипција, нормално, во дескрипција ќе го оставам самото видео доколку сакате да го погледнете, а доколку сакате да уживате во уште еден настап на гемиџијата, тоа може да го направите на 26 февруари во Crypto Hub Малта. Како и секогаш, значи една битна работа која што треба да напоменеме е дека од сега нашите фолија се достапни во живо на нашата Facebook страна, значи ова се двата линка кои што може да ги најдете нашите две портфолија, кои што ги работиме со каналот. Тоа е Гемиџија портфолиото, кое што е нормално нашето лично и она кое што е на каналот. Значи тоа и така е запишано, портфолио на каналот. Со тоа што дополнително, значи уште еднаш мораме да напоменеме дека случувањата во Велес, како и криптоконференцијата се организирани со средствата кои што ги добиваме од Patreon заедницата. Patreon заедницата представува наши поддржувачи кои што сакаат да ни помогнат уште повеќе и уште подобро да работиме на едукација на македонскиот народ, така да заблагодарете се на оваа заедница за нивната постојана поддршка финансиска, за да можеме да го организираме сето ова. Односно, како што веќе кажав, ова видео кое што денеска го гледате веќе беше достапно во текот на вчерашниот ден на Patreon заедницата, со тоа што, значи, секој од овие луѓе кои што повеќе од 400 луѓе веќе не поддржуваат, ги има практично овие привилегии да ги гледаат овие видеа први на нашата основна страна. Дополнително овде ги имате најразлични чатови на кои што може да се приклучите и да нормално разговарате со нас, да споделувате информации, едукација и така натаму. Идејата е да изградиме
една голема заедница во која што луѓето ќе можат да комуницираат без шилање, без никакви дополнителни, не знам, анонимуси и така натаму, значи се е едукација и споредба на информации. Овде го имаме и чатот на Криптофил, кој што ни ги споделува неговите најнови видеа. Имате директни пораки до нас, кој што јас ги одговарам еднаш дневно, и имате еднаш месечно посебен лайвстрим кој што е исклучиво наменет за Patreon заедницата, каде што целата Patreon заедница може да ги сподели своите мислења, да постави прашања во однос на се што ги интересира како за крипто, така и за самата заедница. Така да, еве како изгледа, значи многу активна, значи имаме многу добри членови, професионалци кои што се обидуваат да се работуваат помеѓу себе и нормално на тој начин можете многу да научите. Така да станете дел на нашата Patreon заедница, ни помагате и нас, а си помагате и самите на себе си. Дополнително овдека е и CryptoGameGeo кооперација. Значи како што кажавме, првата нарачка е веќе дадена на производство. Значи тоа беа овие две парчиња кои што беа практично направени нели како дизајн, почетен прв дизајн. Сите оние кои што нарачаа наскоро ќе ги добие, значи сега се во производство, наскоро ќе ги доставиме до вашата адреса. Значи имајте малку трпение, се е нели во тек, само што сме моментално малку луѓе, а многу активности, но како и да е, наскоро очекувајте да добиете нови дизајни, нешто интересно на кој што вие ќе гласате кој потенцијално дизајн ви се свиѓа највеќе, за да биде истиот ставен во практично период на нарачки и потоа во производство и достава до вашиот дом. Дополнително овдека нормално сите оние кои што имаат проблем потенцијално со уплатата во Patreon заедницата, затоа што се случува да има проблем со блокади од страна на банките, значи истото може да го направите и на ова практично на овие три блокчейни, значи блокчейн адреси, со тоа што ќе го добиете истото што го добивате и на Patreon, нормално годишно членство со 20% попуст, за да не морате да плаќате секој месец. Така да им благодарам сите оние кои што не поддржаа до сега и повторно заследете ги Patreon и во оваа ситуација CryptoGameGeo кооперација, за да ни помогнете оваа работа да продолжи и понатаму со уште подобро и уште поквалитетно темпо. Овдека во секој од нашите видеа во дескрипција може да најдете линк до Patreon заедницата, како и линк до нашиот CryptoGameGeo кооперација профил. Со тоа, значи, практично го завршуваме овој вовед и можеме да почнеме нормално со главните вести, посебно од макроекономијата. Денеска ќе почнеме прво со геополитика. Да видите како геополитиката максимално делува на вредноста на пазарите и според тоа, значи, како што веќе кажавме многу пати, за разлика од макроекономските појави, геополитичките појави многу побрзо и многу подрастично делуваат на вредноста на да речем средствата на пазарот. Така да во оваа ситуација нема да навлегуваме во објаснување на конфликтите, само ќе ви објаснам како веднаш ќе видите и сами, смирување или најава за смирување на конфликтите веднаш делува на пазарот позитивно. Значи прва работа, Нетањаху, како што се сеќавате, значи во текот на претходната недела имаше препирки во однос со тоа дали ќе продолжи примирието во Газа. Зошто? Затоа што Хамас практично се закани дека нема да ги ослободи според распоредот кој што е утврден за стапките на, да речем, прогрес на ова примирие, дека нема да ги ослободи тројцата израелци заложници кои што ги држи, нели, од многу бројните, околу 100, заради тоа што, нели, Израел практично не дозволува дел од помошта која што треба да влезе во Газа да влезе. Поточно станува збор за тешка машинерија и за подвижни стамбени објекти. Зошто е тоа така? Затоа што нормално, значи, Израел не сака Газа да биде одново изградена. Нема да навлегуваме во тоа, повеќе ќе разговараме за тоа во текот на утрешниот геополитика лайвстрим. Она што денеска треба да го напоменеме е дека погледнете колку, значи, моментот кога се реши ова на некој начин, значи имаме ситуација во која што Израел попушти, нормално Хамас попушти и повторно беше вратено се во редослед, каде што добивме, нели, враќање на овие тројца израелски државјани и ослободување на повеќе од 300 палестински затвореници. Дополнително, значи, нели, за да ефектот биде уште поголем, моментално знаеме дека Израел не е само во војна со Палестина, туку е во војна и со Либан, каде што многу од израелските војници се моментално на позиции внатре во Либан. Според договорот до сега истите требаше да бидат повлечени во текот на јануари, но не беа. Значи, така речено, нова екстензија е дадена до 18 февруари, тоа да се случи.
Значи, со тоа што моментално Израел најави дека ќе задржи само неколку, во оваа ситуација дури напоменато 5 позиции, по текот на границата на Либан, со цел нели да има некаква контрола над овој регион доколку се врати Хезбола. Значи, целата оваа идеја е дека Хезбола мора да се повлече назад од овие граници, за и во истата ситуација Израел да се задржи на својата територија. Значи, гледаме дека тоа постепено се случува, иако Израел, како и секогаш, прави глупости, чекор по чекор доаѓаме до оваа ситуација. Во исто време, да не забораваме, покрај моменталното се уште важечко примире, да се надеваме дека ќе остане такво, да се надеваме дека нема да прерасте повторно во војна во Газа, значи имаме ситуација во која што, значи, знаете, и сами ова е нешто што се зборува секаде, Трамп го повика Путин. И беше разговарано дека веднаш треба да се почне со преговори и крај на војната помеѓу Русија и Украина. Значи, за ова ќе разговараме од текот на утрешниот лајвстрим, пак ќе кажам, северџани не се препорачува да го гледаат видеото, може да ги фркне срчка. Затоа што се што испадна како што Гимиџијата зборуваше, сакале ви или не, официјално Русија победи. Точка. Тоа е тоа. Но, нели, за тоа малку подоцна во текот на утрешниот ден. Она што е битно денеска, погледнете. Значи, во моментот кога дојдовме примирие во Газа, ние имавме што? Пад на цените на нафтата. Значително со тоа што друго? И вредноста на доларот. Че дека се споредени вредноста на доларот и нафтата. Што друго се случи? Во моментот кога добивме повик практично помеѓу Трамп и Путин, исто така уште поголем пад на цените на нафтата, уште поголем пад на цените на доларот. Зошто? Затоа што излегуваме од овој магепсан круг на воени конфликти кои што постојано само ескалираа. Значи, не е битно како, нас не е битно дека истите се смируваат и потенцијално завршуваат. Тоа е најбитниот дел. Секоја ескалација нормално ќе донесе овие вредности, а во оваа ситуација нормално највеќе нафтата и доларот да продолжат да растат. Така да, се додека и понатаму напредуваат во однос на градење на мир, тоа е одлично за нас. Дополнително гледаме стагнација на биткоин, за тоа повеќе нормално погледнете го вчерашното видео кое што разговаравме детално, но сакам да кажам дека и биткоин си го наоѓа сопственото дно очигледно. Значи пак ќе кажам, погледнете го вчерашното техничко видео, нема да навлегуваме премногу, но уште една битна работа. Не само што Русија победи, туку доби се што сакаше, се разбираме. Нема НАТО, значи официјално, пак ќе кажем, ова ќе биде детално обработено во текот на утрешното видео, само на кратко, значи ниту Украина ќе ги врати своите граници, дополнително ќе изгуби и целата територија која што е изгубила до последниот ден од војната, според тоа што е разговарано помеѓу Путин и Трамп, не е потенцијално ни повикана да биде дел од преговорите, верувале или не, според последните вести кои што ги добив ова неделно утро. Замислете, значи во Саудиска Арабија треба да се сретнат Трамп и Путин, а Украина не е ниту поканета, ниту пак Гејропа и нивните сервилни поданици на во оваа ситуација Мурика, се разбираме. Значи баш како што кажав, на крајот ќе дојде ред да си се договорат Русија и Америка и ова да заврши на сметка на Украина. Пак ќе кажам, повеќе во текот на утрешниот ден, верувале или не, значи време е сега ние да кажеме што сме зборували, дали тоа било така или не. Идејата која е? Дека на крајот од денот овој исход е позитивен за светот, не заради тоа што јас сум бил во право, не заради тоа што Русија тепала, туку заради тоа што потенцијално нема да се прошири во регионална војна, потенцијално светска. Второ, Русија, ако го добие тоа што го бара моментално, потенцијално ова ќе биде и долгорочно решение, да се надеваме, како и да е, ова е позитивно за нас. Уште еднаш, зошто? Знаете дека овој граф јас го користам баш заради оваа причина највеќе, каде што можеме да видиме дека секое завршување на голем конфликт, без разлика дали е прва, втора светска војна, виетнамска војна и така натаму, предизвикува што? Раст на пазарите. Значи ова е Dow Jones, еден од најстарите индекси во Америка, тоа е практично индексот за топ 50 компании во Америка, индустријски индекс, нема да навлегуваме премногу во тоа. Идејата која е? Дека после секое завршување на период на глобална војна, во која што дефинитивно можеме да сврстиме и ова, затоа што не беше една, беа две, Блискиот исток и Украина, значи гледаме период на просперитет, период на напредок, каде што верувам дека истото ќе се случи и сега. Истото го видовме и овде после 2009 година, значи и нели војната на теророт, која што видовме дека уствари војна против сам себе си,
со замислен противник, излезе да биде буквално тоа. Значи дојдовме напредок на сите индекси, вклучувајќи го и Dow Jones. Моментално се наоѓаме во таков период, да се надеваме дека ова ќе се заврши така, да се надеваме дека ова дефинитивно ќе доведе до период на просперитет и мир. Дополнително ова е засилено со предлогот на Трамп до Русија и Кина да го намалат буџетот за одбрана на половина, сите земји, вклучувајќи и Америка, Кина и Русија, како најголеми воени земји, економски сили, да речеме, во светот, со тоа што дополнително да го намалат и нуклеарното оружје, како што каже и сам, значи нема поента, секој од нив има доволно нуклеарно оружје да го уништи светот повеќе од 50 пати, доволно е само еднаш, нема потреба 50 пати да го уништуваме светот. Идејата е, како што каже и Трамп, нема поента овие пари да се трошат на одбрана, кога може да се трошат на економија, значи на развивање на самите земји, така да ако ова биде прифатено од страна на Русија и Кина, ова ќе биде баш тоа што го зборуваме. Период на просперитет. Затоа што имаме смирување на овие глобални конфликти, да се надеваме дека ќе се случи, пред нас е период кој што дефинитивно треба да го наблюдуваме детално. Следната работа за која што треба да разговараме се стапките за инфлација во Мурика. За жал добивме негативни, зошто го велам ова, кор инфлацијата која што представува инфлација која што не ги опфаќа прехранбените продукти и нафтените деривати, скокна од 3,2 на 3,3%, со тоа што ова за жал не беше очекувано. Погледнете. Значи, они очекуваа истата да се намалува, за жал истата се порасна, се разбираме. Секогаш кога такво нешто се случува, за жал имаме негативни последици на пазарот, но позитивно за нас е тоа што гледаме дека инфлацијата веќе не е толку битен фактор, зашто го велам ова. Значи, гледајте и сами. Овој податок беше донесен на 12 февруари. Така, 12 февруари можеме да видиме дека вредноста на биткоин порасна, вклучувајќи и традиционалните пазари. Тоа ви покажува дека веќе не се фокусира пазарот толку многу на вредноста на инфлацијата, како што тоа беше во период, на пример, кога добивавме rate hikes, така, кога Федералната резерва на Мурика ги покачуваше каматните стапки по кои што позајмува капитал заради високата инфлација. Гледаме дека моментално тоа не е случај. Сега ќе ви кажем и зошто. Не е само фактот дека веќе не е толку битна инфлацијата, туку и фактот дека Трамп моментално сака висока инфлација. Втората е нормално стапката на CPI инфлација, која што ги опфаќа сите продукти и услуги, која што исто така порасна. Погледнете, од 2,9 на 3, иако беше очекувано да биде 2,9. Но повторно пазарот не се коригираше надолу. Зошто? Пак ви велам, јас и понатаму сум убеден дека ова води корен до постојаниот притисок на Трамп да се намалат каматните стапки. Во превод, Трамп веќе не го интересира колку е висока инфлацијата, Трамп сака економска активност, а економската активност секогаш доаѓа со висока инфлација. Дополнително, ваквото барање на Трамп е подкрепено со фактот дека невработеноста во Мурика моментално се држи на нормала од околу 4%, имавме намалување, значи од очекуваните 4,1 добивме 4, што е подобро од оно што сме го очекувале на пазарот. Истото можеме да го видиме и во реалната невработеност, која што ги опфаќа сите, зборуваме невработени, овдека ги опфаќа и оние кои што имаат делумна работа, не целосна работа од 40 часа неделно, така да можеме да видиме, значи, дека невработеноста реално според на некој начин економската активност во Америка се намалува. Што значи дека како предходните периоди во кои што во 90% од случаевите имавме излегување на невработеноста надвор од контрола поради високи каматни стапки, во оваа ситуација не е случај. Реткост, би рекол дури уникатен случај и понатаму не го исклучувам фактор дека можеме да добиеме рецесија, многу лесно. Сега за сега гледаме дека ова што го прават им успева. Повторно, кога имате принтер најголем во светот, нормално дека лесно ќе ви успее ова, но нема да налегуваме во тоа премногу денес. Пак ќе кажам, верувам дека главната причина поради намалување на невработеноста е токму ова. Дека Трамп самиот кажува намалување на каматните стапки на Федералната резерва. QE, quantitative easing, односно принтање и купување на долг на Мурика. Тоа се главните работи кои што гледаме дека Трамп се обидува да ги донесе. Како што кажува и сам, тоа ќе води одлично со тарифите, затоа што со тарифите вие практично го стимулирате домашното производство, го стимулирате домашниот раст на економијата и, пак ќе кажем, производствените капацитети. На тоа ако додадете и ефтин капитал, кој што доаѓа со мала каматна стапка, значи очигледно на Трамп не му е гајле моментално за инфлацијата, на Трамп му е гајле за зголемување на економската активност и за зголемување на
во оваа ситуација нормално инфлацијата, затоа што колку поголема економска активност, толку повеќе конкуренцијата само по себе ги покачува цените, а на тој начин ја покачува инфлацијата. Повторно, инфлацијата е релативно ниска, на 3%, значи не станува збор за висока инфлација, затоа што 2% е посакуваната мерка до која што потенцијално би сакале да стигне инфлацијата, но повторно ќе кажам, гледаме дека Трамп не гледа така на работите, на Трамп му е потребен економски бум. Економски бум не може да дојде без покачена инфлација, значи очигледно тоа нас не интересира моментално, нас не интересира да ја добиеме оваа економска активност која што Трамп ја бара и на тој начин нормално quantitative easing, намалување на вредноста на доларот поради принтање на пари, нормално зголемување на количеството на долари на пазарот, а со тоа нормално добиваме што? Покачување на цените на се останато ради намалувањето на вредноста на доларот и нормално повеќе пари во оптек. Колку повеќе пари во оптек, колку помала каматна стапка по која што овие пари се позаемуваат, автоматски толку повеќе луѓето се склони кон ризик и се склони кон што? Инвестирање во акции, крипто и така натаму. Така да ова е тоа што нас ни одговара, гледаме дека Трамп е баш на таа страна. Сега околу тарифите има битно што да се зборува, меѓу кои првата е дека Трамп одлучи да стави 25% тарифи на целиот свет кога станува збор за производство на алуминиум и челик и увоз во Америка. Со тоа што овие тарифи нормално ќе почнат да функционираат од 12 март. Сега, битна работа која што сакам да ви ја напоменам е дека ова Трамп го донесе на 13 и 14 февруари. Памтете, значи да видите дека како што кажавме на самиот почеток, ако се сеќавате, тоа го објасниме многу пати, очекуваме дека ефективно ефектот кој што моментално ќе се случува поради овие најави на тарифи, па дури и имплементирање на тарифи, ќе биде се помал и се помал. Зошто? Затоа што имаме ситуација во која што пазарот веќе се навикнува на овие нови економски појави. Како што кажавме, кога го објаснувавме ова прв пат, значи ова беше мојот лайвстрим на Велешкото езеро Младост, значи убаво објаснивме. Што ви реков? Во почетокот кога имавме каматни стапки на Федералната резерва на Мурика од 0,75%. Пазарот вртоглаво паеше, некогаш и по 30% на ден. Како се движевме понатаму, така овие 0,75% стануваа се понормални и пазарот многу помалку реагираше. Истата ситуација имаме и сега, помеѓу тарифите кои што ги постави Трамп на почетокот на овој месец на 1 февруари и овие кои што сега ги најави на 14 и 13 февруари. Значи, гледаме моментално дека президент Трамп, значи, ставил нови тарифи на алуминиум и на челик на целиот свет. Така, и сега погледнете го. Значи, што рековме ние тоа? Се сеќавате што ви рековме? Дека ова е само инструмент со кој што моментално тариф се обидува да се извинувам. Трамп, па и може тариф да го викаме, се обидува да ги принуди и неговите сојузници и неговите противници да направат тоа што он го сака. Значи во оваа ситуација нормално. Што тоа би представувало? Би представувало преговори. Така, значи он сака да ги принуди овие луѓе да дојдат, да преговараат со него со цел да го добие тоа што го сака. Еве ви прост пример, значи веднаш после поставувањето на овие тарифи на 12 февруари официјално, Виетнам изразува желба да преговара со Америка за тарифите. Се разбираме? Значи како да ви објаснам? Веднаш гледате дека ова има ефект. И ако ова има ефект, голема веројатност дека овие тарифи нема да бидат имплементирани на 12 март, кога истите се најавени да бидат имплементирани. Еве ги сервилниве ге европејци, значи вели тука се они се занесуваат као наводно ќе ставеле не знам отпор, нема проблем другар. Исто ко Трудо што направи отпор и Мексико, овде одма кажува, вика земје бара диалог. Значи, ако вие сакате да вратите, ќе вратите со тарифи, нема да вратите со диалог, така да повторно. Трамп тоа што го бара и го исполнува очигледно, значи дечкото испадна најголем гангстер на блокот. Лесно е да бидеш најголем гангстер кога имаш најголема армија во светот, но да видиме како тоа реагира, оно што јас ви го зборував. Значи 1 февруари, погледнете, 31 јануари, 1 февруари, во исчекување на оно што се случи, знаете и сами, тоа беа тарифите, погледнете. Биткоин падна неверојатни во тие 2-3 дена, погледнете, значи до 13% за 4 дена дојавме корекција на биткоин, а многу поголема на алткоини. Така, сега, што се случи на 12 февруари? Погледнете. 12 февруари дури цената на биткоин се покачила. Погледнете, значи пораснала, не само што не паднала. Што сакам да ви кажам со ова?
Тоа значи дека иницијалниот страф од тоа дека тарифите ќе направат тоа, тарифите ќе направат она, го нема. Погледнете. Значи официјално на 1 февруари, така, значи тоа беше заканата за тарифи врз Канада и Мексико, 1 февруари, погледнете што се случува, така. Втората беше на 13 февруари, каде што имаме ситуација во која што истиот, значи на 12 најавува 25% тарифа на сите кои што увезуваат во Америка алуминиум и челик, а на 13 најавува дека секоја земја ќе биде посебно оценета и на секоја земја ќе биде дадена посебна тарифа во однос на тоа колку е нели дефицитот на увоз и извоз помеѓу овие две земји, со цел као да се израмни, се разбираме. Сега ова е малку глупаво, но нема да навлегуваме, пак ќе кажам во тие детали. Очекувате дефицитот помеѓу Америка и Виетнам да биде еднаков, да нема дефицит и суфицит на двете страни во однос на извоз. Невозможно, така. Значи како можете вие да увезувате во Кина толку колку што Кина увезува во вашата земја? Тоа е научна фантастика, така. Но како и да е, нели? Во ред, тоа е, пак ќе кажам, че ова е моментално негова стратегија да ги принуди сите да прават тоа што он сака, со тоа што погледнете, тоа што го зборувавме. И 12 и 13, погледнете. Еве, 12, 13. Пазарот практично опрлика не се променил, така. Значи горе-доле останал ист, за разлика од првиот момент кога добивме ваква вест. Значи тоа што го зборувавме ние, еве го моментално како ефект. Значи пак ќе кажам, не се паничи веднаш, иницијалниот страф на крајот од денот, пак ќе кажам, значи треба да го прерачунаме, да видиме што се обидуваат да постигнат со тоа, во оваа ситуација Трамп или кои да ги применува овие економски мерки и да видиме, нели, дали тоа иницијално е само првичниот страф или фомо на пазарот, или пак ќе има, така речено, долгорочен ефект на пазарот, се разбираме. Во оваа ситуација, како што кажаме, не очекувам дека ќе имаме долгорочно и тоа моментално го гледаме. Ево, значи ви го кажав преку овие два примери, така. Сега, значи како што кажавме, ова е исто така битно, дека моментално Трамп се практично заканува на целиот свет, дека ќе добијат реципроцитетни тарифи сите оние кои што се негови и партнери и непријатели и така натаму. Диме. Порфа. Европскиот континент, значи како да ви кажам, ова што го направи Трамп е како, не знам, ремек дело, се разбираме. Значи, прво успеа во 20 дена да уништи се што е направил Байденомикс, значи гериатрија Џо, а второ, значи партнериве нивни моментално, значи го избриша подот со нив. И тоа погледнете колку добро е. Значи, на страна фактот дека веќе нема да има никаква поддршка од Америка, сега пазете, откако ја изгубија Русија како партнер кој што моментално им доставуваше огромна количина на така речено многу пониска цена газ и нафта и се останато, сега вели сега пошто не можете со Русија да си, нели, комуницирате економски, сега ќе си купите од Америка 3 пати поскап газ и 3 пати поскапа нафта во спротивно санкции, се извинувам, тарифи. Значи, погледнете како добро ги обработи. Браво, јас сум многу задоволен. Посебно кога станува збор за Европа, насмевкава кажува се. Вика, нема проблем, партнери сме ние, така, алијанса, Brotherhood, демокраси, како ние викаме цело време. Ако не купите од нас повеќе нафта и газ, а купувате ефтин газ од Алжир, од нели оние кои што доаѓа преку Египет, тогаш тарифи, така. И да не забораваме, уште побитно, не само тоа, него вели, треба да си трошите пари и на одбрана да си купувате од кај нас. Значи да не забораваме дека главни инвеститори во кампањата на Трамп и на Камилата, значи и на орангутанот и на Камилата, беа кои? Одбранбениот сектор во Мурика. Вели вака, во ред, нема тарифи, ама нафта и газ 3 пати поскапи ќе си купувате од нас и за одбрана ќе си купувате пак од нас, така. Значи, како добро работење, браво! Многу добро ги обработи, јас сум крајно задоволен од овој исход. Значи, не знам како да ви кажам, на крајот од денот си го добија тоа што си го бараа. Остана небитни, искористени, со одземени ресурси кои што претходно биле многу поевтини и сега им продава нивниот најдобар другар Мурика со 3 пати поскапи цени под закана на тарифи. Како да ви кажам, тоа е тоа. Добре дојдовте во демократија Brotherhood 21 век. Во секој случај, ова лекција се надам дека ќе ја научат, ако не ја научат, не се секирајте, овде ке економијата да
ги научи во спротивно, со тоа што не заборавајте дека секојдневните граѓани не го забораваат ова. Кога ќе им ја покачите сметката 3 пати за газ и нафта, нема да ви забораваат, верувајте ми. Но има некои интересни работи кои што треба да бидат споделени. Прва и најбитна работа, гледаме дека се намирува пазарот, значи се повеќе и повеќе се намалуваат овие ликвидации кои што ги имавме на леверидж, што е добро. Значи ние имавме неверојатни два дена ликвидации, повторно кога? Нормално, 1 и 2 февруари, тоа беа заканите од тарифи, каде што добивме 922 милиони и 1,25 милиарди долари long leverage ликвидации, со тоа што дури имавме и неверојатни 500 милиони short leverage ликвидации. Значи, овие market makers, значи, лом направија на пазарот. Но како и да е, значи, никој не е крив, ако некој влегол во leverage, пак ќе кажам, ризикот на пазарот е тој. Сите го знаете, ова не е прв пат, ние само во последниве месец дена сме имале неколку пати денови со повеќе од 500 милиони long leverage ликвидации, така да мислев дека до сега ќе научите лекцијата, очигледно не. Како и да е, значи ова е добро затоа што го намали левериџот на пазарот и сега гледаме дека оваа стагнација како и претходно најчесто доведува што до следен раст, тоа што ние го зборуваме, но пак погледнете во вчерашното видео каде што детално објаснуваме се околу техничкиот дел. Гледаме дека и понатаму значи институциите не има гали се купуваат. Страна на институциите. Некогаш со побрзо темпо, некогаш со поволно темпо и пак би рекол со оглед на фактот дека имавме голема стагнација во текот на оние 10 месеци од март до октомври 2024 година, гледаме дека и понатаму расте многу приливот на биткоин во рацете на институции. Можеме да видиме дека и понатаму активно сите купуваат, иако имаме денови на ликвидации нормално, посебно гледаме дека тие денови се најчесто кога. Тоа се деновите кога имавме најава за тарифи, повторно, но генерално гледаме дека overall имаме многу големи приливи на биткоин во рацете на институциите. Односно, BlackRock и екипата и понатаму си акумулираат. Слично на тоа можеме да видиме дека со одредени паузи се случува истото и во Ethereum, што значи дека никогаш не се изгубил интересот за Ethereum, само што очигледно не е толку голем како за биткоин, како и да е. Spot ETFs и понатаму акумулираат доста средства. Еве, интересни вести да речем која прилика купува. Значи, погледнете, не се само значи, компании. Абу Даби, предпоставам како град самиот во Обединетите Арапски Емирати, моментално купил 437 милиони вреден биткоин. Така, значи, Висконсин, како држава, тоа е, нели, сојузна држава на Мурика, исто така моментално ги дуплирал своите држење на биткоин, така речено преку овие спот ETFs. Што сакам да ви кажам, со оглед на фактот дека овие ентитети, без разлика дали се градови, компании или сојузни земји и држави и така натаму, и понатаму затоа што не можат да имаат директен, да речем, директно старателство, значи директно да ги држат, го користат овој, да речем, портал преку кој институциите може да акумулираат биткоин и тоа го прават. 14 февруари, пред само 2 дена, гледаме дека големи значи ентитети и понатаму продолжуваат да инвестираат во биткоин спот ETFs. Сега дополнително нешто интересно кое што мораме да го спомнеме е дека моментално, ако се сеќавате, беше незамисливо SEC да дозволи in-kind redemptions. Да излезат со одредената ствар во која што инвестирале во нејзината форма. Значи, наместо тоа се бараше досега, доколку сакате да излезете од спот ETF, да речем на биткоин, да морате да го ликвидирате биткоинот кој што го поседувате и да добиете кеш за вашето излегување во противредност на биткоинот кој што сте го поседувале. Така. Сега гледаме дека значи моментално SEC дозволува коментар, че ова е оној комент период каде што бара од јавноста и од нормално стручњаците на пазарот да дадат своје мислење за тоа дали потенцијално треба да дозволи вакво нешто и дали потенцијално треба да дозволи ова да биде реализирано. Значи на и биткоин и Ethereum да дозволи да може институциите да го повлекуваат во оваа ситуација и биткоин и Ethereum во неговата реална форма, не во кеш. Така, значи ова е многу позитивно, затоа што практично на овој начин вие им дозволувате на компаниите да може да го повлечат и држат во своји раце биткоин и Ethereum. Тоа е многу битно. Значи, допрва ќе видиме нормално реализација и на тој закон околу криптовалути и старателство, посебно кога станува збор на институции, но ова е првиот чекор. Дополнително, многу битно, погледнете.
SEC вели се премисли во однос на стейкинг на крипто ETFs. Многу битно, екстремно битно. Сега ќе кажам зошто. Моментално се очекува потврда со која што SEC ќе дозволи да се прави стейкинг на во оваа ситуација Ethereum кој што го држите на спот ETF. Зошто е толку битно? Повеќе ви се испаќа да држите биткоин, кој што да, и Ethereum и биткоин растат во вредност, но биткоин нема стейкинг. Што значи дека автоматски вие само колку ќе порасне биткоин во вредност, толку практично и добивате назад. За разлика од тоа, Ethereum ако не се лажам беше негде над 4% стейкинг. Така, што значи дека вие дополнително добивате 4% во Ethereum во вашиот Ethereum Spot ETF. Се разбираме? Што значи дека ова не само за Ethereum, сите понатаму Proof of Stake проекти кои што аплицирале за Spot ETF има многу поголема шанса да го добият и многу поголема шанса за интерес од институциите баш поради ова. Затоа што на се може да додадете и стейки. Се разбираме? Значи покрај тоа што самите растат на вредност долгорочно, вие им давате и дополнителен стейк. Нешто барем за институциите неверојатно. Со оглед на фактот дека во банка ви даваат 1% камата, а Ethereum ви дава 4% камата и плюс расте на вредност, па вие размислете каде би ги чувале вашите средства, така ако сте институција. Така да ова е многу битно и се надевам ова ќе биде голем катализатор за алткоините. BlackRock моментално се спрема да лансира Bitcoin ETP во Европа. Зошто е толку битно? Затоа што пак, значи не заборавајте, ETP е ETF, само што така го нарекуваат Exchange Traded Product во Европа, каде што, значи гледаме дека BlackRock се обидува да се прошири во Европа моментално. Значи ова е, пак ќе кажам, многу позитивно, затоа што не заборавајте дека колку повеќе ваков тип на продукти имате, посебно кога станува збор на институции, толку поголема е, да речам, просторот на кој што овие институции можат да си дозволат да инвестираат во ова добро. Повторно, знаеме дека Швајцарија е доста позитивна во однос на ваков тип на инвестиции, ваков тип на технологија, така да и нормално очекувано би било BlackRock да се прошири во Швајцарија во однос на ова капитално добро. Пак ќе кажам, колку повеќе ETFs, ETPs околу сето, толку повеќе капитал се влева во крипто. Нешто крајно позитивно за нас. Да, многу од вас и понатаму го настојуваат она дека колку повеќе институции толку полошо за пазарот. Да, тоа е реалноста, но пак ќе ви кажам уште еднаш, значи не можеме да дојдеме до средното скалило на раст во овој пазар доколку не влезат институции. Без институции нема доволно пари за понатамошен раст на криптосекторот, а од друга страна во слободна пазарна економија вие не можете на некого да му забраните да влегува затоа што е институција, затоа што е BlackRock, затоа што е држава. Значи тоа е невозможно, така да мораме да се помириме со тоа, тоа од секогаш било така, тоа не е ништо ново, само што за разлика од тоа претходно нема интерес, а сега има огромен интерес за влез во криптосекторот. Почнете од Чичко Сем, значи моментално значи и добро кажано, значи јас слушав еден говор од Лумис, тоа е Синтија Лумис, сенаторот кој што ја започна иницијативата и кој што го напиша предлог законот за биткоин резерва на ниво на цела Мурика. Вели, очекувам дека прво нормално ова ќе биде расширено низ сојузните земји на Мурика, а потоа ќе биде расширено нормално и на ниво на самата сојузна земја, така на Мурика. Со тоа што моментално вели 16 земји активно работат во легислатива и во воспоставување на биткоин резерва. Погледнете и сами, значи ова е мапата во која што може да ги видите сите моментално земји кои што работат активно на развој на биткоин резерва. Значи не е ова само идеја, се разбираме, погледнете. Најголемите земји моментално работат активно на развивање на биткоин резерва, со тоа што овдека дури може да видите и до кој степен се стигнати. Иако далеку сме од enacted, каде што ќе бидат целосно применети, гледаме дека моментално некои од нив се стигнати до третиот од 6 чекори, 5, тоест шестиот е да биде применет. Така, што значи дека сите овие сојузни земји моментално, кои што се наброени 16 овдека, активно работат на имплементирање на биткоин резерва на сојузно ниво, зборувам на сојузна држава ниво. Така да ова е крајно позитивно. Ова не е една, ова се веќе 16 и гледаме дека активно ја работат оваа работа, односно ја бркаат оваа процедура, би рекле. Дополнително да не забораваме, нешто многу битно. Значи овдека беа представници на, знаете и сами, на Комисијата за
банкарство, Комисијата за агрикултура и финансии, тоа е она која што е задолжена за надзор на СЕК, овдека беше на Комисијата за ресурси, така да и нормално представникот на Трамп за крипто, така. Значи, каде што активно зборува дека моментално значи со полна пареја се работи. Со полна пареја се работи за практично сите оние закони кои што досега ги има, кои што се заглавени низ процедурите на Мурика да бидат реализирани. Како? Од аспект на Конгрес, Сенат, нормално да стигнат до подписка и Трамп. Дополнително, јавно кажаа дека имаат бипартиска поддршка за ова да биде процесирано. Значи и демократите и републиканците, двете страни работат на целосно имплементирање и реализирање на ова крипто законодавство. Дополнително, се дава, еве и овдека следната вест е баш тоа, значи се дава приоритет на стейблкоини, затоа што конечно на Трамп му светна, чекаве стейблкоиниве се уствари долари во дигитална верзија, се извинувам, дигитална тоалетна хартија, која што моментално низ целиот свет го промовира доларот. Колку повеќе се користат стейблкоини, толку повеќе се користи нормално и самиот долар. Така да конечно му светна на Трамп дека ова е позитивно за Мурика и моментално затоа се дава приоритет на тој закон, но не заборавајте дека има многу закони. Меѓу кои законот за криптовалути кои што треба да бидат реализирани сите останати криптовалути, со исклучок на биткоин кој што реално го легализирали не значи многу. Овдека и законот за значи старателство, каде што нормално се дозволува на секој од луѓето кои што моментално поседуваат да може да ги држат овие валути во собствени раце, се легализира. Дополнително овдека е нормално и законот за биткоин резерва и уште некои други, но сакам да ви кажам дека околу 5-6 закони чекаат моментално на реализација во овие да речам органи на Мурика. Што сакам да ви доловам со ова? Значи, ние моментално живееме во ситуација во која што сме буквално на степен до апсолутна адаптација во целиот свет. Значи, најголемите фондови, најголемите asset under management компании, држави во светот, активно разговараат за реализирање на регулатива, за прифаќање нова технологија, дигање нова технологија на највисоко ниво. Се применува од SWIFT до банки до се и сешто. И наједнаш вие се разочарувате заради некоја корекција од 30%. Како да ви кажам? Значи, тоа е како да сте се разочарале од интернетот во .com bubble, така. А потоа гледаме дека не престанал да расте. Значи, повторно, јас не можам да ви кажам дали да купите или продајате. Само можам да ви кажам дека на крајот од денот останува на вас да размислите што правите, затоа што, како да ви кажам, ако излезете сега од овој пазар и овој пазар трне нагоре, нема да ве чека вас, можам да ви гарантирам, а ова е само краткорочно. Че овие скокови кои што ние се обидуваме да ги темпираме на цикличен период, се само еден момент од долгорочниот потенцијал на оваа технологија. Сите го гледаат потенцијалот на оваа технологија. Ова што ние моментално го правиме со 4 годишните циклуси на купување и продавање, само да го зголемиме присуството и капиталот кој што и понатаму го внесуваме во овој сектор. Така, значи ние сме овдека на долг рок, не на 8, на 88 години, се разбираме. Значи дефинитивно јас нема да излезам од овој пазар ни по точка разно. Излегувањето е само циклично од оној краткиот период од една година на bear market, кој што очекуваме да биде 2026 година, но со исклучок на тие периоди каде што ние тоа го правиме само за да го максимизираме нашето присуство и собственост од овој капитал, од овој да речем ново капитално добро или сектор, ние ни по точка разно не размислуваме да излеземе. Нас 10% не плашат. Нас 50% на овој пазар не плашат кога гледаме каде се тоа се движи. Значи, во оваа ситуација, кога гледате дека техничката анализа не е во најдобар момент и гледате дека цените се доста ниски, фокусирајте се на што е тоа останатото. А што е останатото? Фундаментална анализа. Гледате дека низ целиот свет се работи на адоптација на оваа технологија, а вие се разочарувате. Се разбираме? Така да оставам со оваа мисла, размислете и сами што понатаму. И за крај, еве да ви кажам колку е тоа битно. Значи, го гледате Чичково. Чичково има фрлено хард диск со повеќе од 800 милиони вреден биткоин. 800 милиони долари вреден биткоин. Со тоа што истиот со години го бара и не може да го најде и официјално сега веќе понуди затоа што ќе се затвара, значи така тоа е отпад каде што моментално е фрлен, значи ќе се затвара отпадот и истиот понудил да го купи само за да практично има се уште шанса да го најде овој хард диск и да ги добие назад своите биткоини кои што ги фрлил на овој хард диск. Така да, чисто да ви кажам, вие се секирате, а дечко секој ден копа по ѓубре, така.
Значи, замислете колку него му е битно да го најде ова, така. Како и да е, пак ќе кажам, се наоѓаме на многу добар период, пред нас е многу добар период во однос на криптосекторот. Не зборувам за овој месец, зборувам за оваа декада и верувам дека сите оние кои што ќе бидат дел од она што ние го работиме, дел од оваа група која што инвестира во крипто, на крајот од овој период ќе бидат во многу позитивна состојба, но нели, секој од вас одлучува за себе си, секој од нас го сноси самиот ризик од она што го прави на пазарот. Кога ќе влезат на самиот канал да го погледнат видеото кое што почнува автоматски со цел да им даде насоки за тоа што и каде може да најдат нашиот канал. Значи имаме повеќе плейлисти, имаме многу видеа, добро е да го погледнете ова видео за да ви даде насока што и каде може да најдете. Дополнително во секој од нашите видеа, значи во дескрипција прво би ве замолил за нашата работа, доколку ви се допаѓа во што го работиме, да не наградите со еден лайк, шер, сабскрајб и комент, затоа што тоа помага многу ова бесплатна материја да биде споделена што повеќе македонци. Во секој од нашите дескрипции може да најдете содржина за тоа што зборуваме и во кој дел од видеото. Овдека може да најдете линк до нашата Patreon заедница, како што кажав, помогнете ни ова да го подигнеме на уште повисоко ниво. Нашата криптогемиџија кооперација, кај што може да најдете најинтересни артикли повремено, кои што може да ги нарачате од нашата гемиџија, како да би рекол бренд. Овдека може да ги најдете нашите социјални мрежи, тоа е практично сегде каде што моментално имаме присуство како профил на социјалните мрежи, каде што споделуваме многу повеќе од овие видеа. Потоа нашата, да речем, програма за добротворни акции, тоа се овие блокчейн адреси и Купи ми кафе апликацијата, каде што сето она што е овдека пратено, кога ќе собереме доволно средства, го даваме на некоја македонска кауза. До сега во 2 наврати, значи дониравме 800 и 700 евра вредни прехранбени продукти на една црковна организација од Велес. Нормално понатаму ќе продолжиме да го правиме истото на одредена македонска кауза која што во моментот има потреба, кога ќе имаме доволно средства, како и ова се нашите резервни канали на Odyssey, Rumble и Rutube. Rutube посебно затоа што во секој утро, значи аплодираме по едно видео на Rutube од нашиот досегашен курс за напреден техничка и фундаментална анализа за оние кои што се малку поназад со материјата да достигнат до сите оние кои што се напред со самата материја. Така да ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџи.